Живееме едни поинакви денови. Минавме низ искушенија што ни го променија животот на сите. Неговата професија е прва на удар со предизвикот наречен COVID-19. Неговото работно време не се 8 часови на ден, туку тоа подразбира одговорност и професионалност 365 денови во годината. Затоа и темните утра се убави. Затоа разговорот со него е секогаш инспиративен и корисен. Добро утро, овој понеделник му посакувам на доктор Злате Мехмедовиќ. Добро утро и добро вене. Како е на стартот од оваа работна недела? Секогаш е напорно, секогаш има премногу обврски, дали се поврзани со организација или со диагностика, третмани и така натаму. Секогаш имате, како што и вие споменавте во најавата, и ви благодарам за убавата најава. Има премногу работа која што во текот на неделата треба да ја завршите. Доколку сте од оваа професија? Докторе, бројките се немилосрдни. Дали ковидот повторно ни тропа наврати? Ковидот никогаш не си ни замина, практично ја не знам и дали му ја затворивме вратата и го испративме низ таа врата за која што сакаме сите да зборуваме дека конечно се случи со доаѓањето на омикронот, меѓутоа со омикронот се покажа дека неговите подваријанти се тие кои што продолжуваат да еволуираат и да ни прават проблеми во денешницата. Денеска ги живееме деновите кога нови 2 подваријанти BA4, особено BA5 подваријантата е таа која што е проблематична. Во најава е една нова варијанта која што се мониторира. Многу неубаво име е дадено Кентаур. Ја следиме незината појава во Индија, значи дека нешто е сериозно таму, меѓутоа се уште нема сериозна епидемиолошка расширеност за да можеме да размислуваме за неја, така да омикронот не остава на мира и се уште имаме проблеми со него. Европа се подготвува за нов ковид бран. Како е состојбава кај нас? Ние се подготвуваме практично од завршувањето на последниот ковид бран. Го подготвувавме системот и за да може да одговори на постковид компликациите, не само на ковид, акутните симптоми или акутни болни кои што ќе се јават во болниците. Сепак можеме да кажеме дека ова е сериозен, голем предизвик. Не само за нашиот здравствен систем, туку и за светот. Гледате дека е многу тешко да се изнајде идеално решение за тоа како да одговорите на сите предизвици кои што ни ги донесе оваа пандемија. И веројатно е дека се уште никој од нас го нема најдено идеалното решение за тоа како да се справува со ковид пандемијата. Колку што е опасен ковидот, се чини уште поопасен е и постковидот. На што се жалат тие што веќе еднаш го прележаа ковидот? Постковид синдромот е состојба која што е сериозна и која што опфаќа повеќе симптоми или засегнати се повеќе системи. Не можеме да кажеме дека само еден систем е засегнат. Може да биде засегнати најчесто белите дробови затоа што тоа е иницијалната врата за влезна на SARS-CoV-2 вирусот. Меѓутоа засегнати се и срцето, засегнати и мозокот, засегнати и крвотокот, односно васкуларизацијата. Практично и менталното здравје е дел од постковид синдромот. Да, најголем дел од симптомите се поврзани со белите дробови, нарушувањето на заситувањето на крвта со кислород или сатурацијата, како што ние народно сакаме да ја кажеме. Впрочем се работи за стручен термин, не е народен термин, меѓутоа во основа се работи за такви нарушувања кои што можат да остават подолготрајни последици. Имаме постковид синдром кој што завршува со хоспитализација и како резултат на таа намалена сатурација. Тука треба посебна терапија, оксигенотерапија, додавање на кислородна терапија, пропратна симптоматска терапија која што е во форма на антибиотици и останати дополнителни лекови кои што може да болеснат дишењето, така да не е едноставно тоа да се реши. Знаеме дека веќе проблемите со појавата на тромби, односно засирување на крвта е нешто што е карактеристично и за постковид синдромот. Луѓето треба внимателно да ги следат сите тие несакани и мали симптоми со цел да не дојде до влошување на состојбата или пак, не да Боже, до трајно нарушување на некои од системите. Тие трајни нарушувања пред се мислиме дека се однесуваат на тромбозите кои што се јавуваат на белите дробови, на срцето во форма на инфаркт или на мозочни удари кои што се јавуваат кога некој од тие тромби ќе заскита во мозочната циркулација. Вирусот мутира, се шири и лете и зиме подеднакво, на што да очекуваме после летниве одмори, да речам веќе од септември. Многу е неблагодарно да се прогнозира за тоа што вирусот ќе направи после летните одмори или како ќе се однесува. За нас воопшто и во светот на оној дел од научната фела очекуваше дека
вирусот ќе го земе својот замав од септември натаму, кога ќе почнеме да имаме поладни месеци, кога ќе дојде есента, практично дека ќе го изедначи периодот на појавување со периодот на појава на инфлуенцата, односно периодот на појавување на грипот во популацијата, но гледаме дека еве со појавата на овој бран летен, дека тоа не е случај. И ова не е прв пат да го направи овој вирус. Минатата година во август месец го имавме силниот делта бран кој што на 40 степени со силно ултравиолетово зрачење практично не можеше да биде уништено таквите околности во кои што се појави. Ова е истиот случај кој што сега го гледаме да се повторува оваа година. Она што можеме да го предвидиме се две сценарија, тоа е дека овој бран ќе продолжи во есенскиот бран кој што ќе трае малку подолго, или дека ќе имаме бран кој што сега ќе биде интензивен, па мала пауза и после тоа повторно да имаме нов бран. Се зависи од тоа како ќе еволуира вирусот. Во основа најголемата условеност произлегува од тоа која нова варијанта ќе се појави. А очигледно е дека овој вирус нема намера да застане и дека сака да еволуира со цел да се одбрани од тоа како ние се справуваме со него, и тоа е нешто што во иднина ќе не очекува веројатно. Можни се на повидок се рестриктивни мерки или? Рестриктивните мерки се секогаш дизајнирани врз основа на тоа какви се параметрите, епидемиолошките параметри кои што ги следиме ние во Комисијата за заразни болести. Нормално дискусијата не водеше во насока на тоа да создадеме еден систем согласно кој што ќе бидат дизајнирани, димензионирани тие превентивни мерки. И тој систем е веќе на повидок финализиран, во кој што практично согласно ризикот на изложеност на вирусот во популацијата, неговата циркулација, се дефинираат 3 зони на ризик. Зелена зона на ризик, кога е најмал ризикот, вертикалова кога имаме среден ризик од трансмисија на вирусот, и црвена кога е највисок ризикот од трансмисија на вирусот. Во зависност од тоа во која зона на ризик се наоѓаме, можна е промена на превентивните мерки. И мислам дека е доволно за ковидот. Ајде на малку повесели теми. Кој е доктор Злате Мехмедовиќ, кога ќе го соблече белиот мантил? Веројатно дека е многу поинаков од оној кој што го знаат формален доктор Злате Мехмедовиќ граѓаните и кои што ги асоцира на негови работи. И некако, барем ја успешно ми оди од рака да го сокријам Злате Мехмедовиќ од јавноста. Искрено не знам зошто е тоа така, меѓутоа во приватниот дел од времето сум пред се татко кој што сака да го помине времето со своите најблиски, со моите две керки пред се, и кој што сака навистина да биде посветен на тој дел од денот кој што е за мене релаксирачки. Во основа сакам да слушам музика која што е модерна. Евергрините од моето време ми останаа се уште во крвта, тие ми се тие кои што ги сакам. Поп музиката, рок музиката е нешто што не може да излезе од мојата крв, и тоа е нешто што исклучително се уште го почитувам. Веројатно хобито ми е шопингот, затоа што тоа е единствената работа која што ме релаксира во овие денови. Не знам и колку е сето тоа паметно да се движите по моловите, затоа што навистина нема висока циркулација на вирусот, па го избегнувам тоа задоволство колку што е можно повеќе. Некоја друго поспецифично хоби немам, интензивно читам стручна литература и навистина посветено тоа го работам, ако може да се смета за хоби и да не биде дел од мојата професија. И не сакам да го сметам како дел од мојата професија, затоа што мојата професија е врзана за две специјалности, односно една специјалност која што е медицина, на другата втората субспецијалност пулмоалергологија. И кога читам од тоа сметам дека е тоа професионалност, меѓутоа не сметам дека треба било кој доктор, оној кој што работи со пациенти, да се задржи само на она што е специјализиран, туку дека треба да ги прошири своите вештини во насока на тоа да направи подобра дијагностика и подобар третман не само за болестите за кои што специјализира. Кој е рецептот за среќа? Како го препишувате? Се уште не го имам рецептот за среќа. Видете, кога ќе го спомнеме формалниот Злате Мехмедовиќ многу ретко се смее. Злате Мехмедовиќ во приватниот дел од денот многу повеќе се смее, и веројатно дека рецептот за среќа се уште не можам да го најдам и да го пренесам во формалниот дел. Кога ќе го најдам, ќе го споделам со вас во првата прилика што ќе имам. Пандемијата не научи да го позабавиме чекорот, да подзастанеме, да се свртиме со оние околу нас.
колку злате има време за семејството, за дружби со пријатели, за прошетки во природа, за патување? Малку време. Наистина е малку времето, меѓутоа е драгоцено време и се трудам никогаш да не ја испуштам можноста тоа време да го зграбчам и да можам да бидам со тие кои што ми значат. И со семејството и со пријателите. Имам неверојатно разбирање, дури понекогаш запрепастувачки кога ќе видите колку луѓето околу вас ве разбират, дури кога ќе комуницират, знам дека си зафатен, меѓутоа дали би сакал да испиеме едно кафе, не сме се виделе веќе подолг временски период и тогаш веќе ја добивате перцепцијата дека навистина многу време имате потрошено по нешто што е формално, нешто што е професионално, многу малку време трошите на пријателите и на семејството, така да сите мали можности, мали прилики да бидам со нив, апсолутно ги искористувам максимално и не би ги заменил за ништо друго на светот. Понекогаш знам дури да ги оставим професионалните обврски со цел да можем да ги постигнем тие. Тоа ќе ме чини непроспиени сати во текот на ноќта, ама вреди, верувајте. И бидејќи ова утринска емисија, како стартува денот за вас? Но денот за мене стартува многу рано. Ја сум ранобудник, станувам во 5 часот. Никогаш во животот не сум навил аларм за да станем, затоа што некако тоа ми е влезено во биоритамот. Легнувам околу 12 часот, 5 сати, сонце сосема доволни за мене. И кога ќе станам во 5 часот, првата и основна работа што ја правам е да испијам кафе. Тоа ми е една процедура која што не сакам да ја запоставам. И после тоа, наредните 2 сати додека да стане мојата керка која што треба да оди во градинка, ја носам во градинка наутро, и ги користам за читање. Значи тоа ми е најубавиот ден од денот за читање и за све она што ми е потребно за дали е тековно или е нешто што е штотоку излезено, да бидам up to date на све, за све она што ме интересира во животот, претежно е професионални. Врзано е за професијата тоа што да читам. Потоа денот е врзан за моите професионални обврски кои што некогаш може да траат и практично 12 часа во текот на денот, но доколку тоа не е така, обично после 5 часот веќе сум посветен на семејството и најблиските и времето го поминувам со нив. Доктор Мехмедович, благодарам што ова утро бевте гостин на Македонија наутро. Благодарам за поканата и навистина уживав во интервјуто.